Откако пред неколку дена владата поради незаконско работење одзеде концесијата на фирмата Летница Белвица, која половина година стопанисуваше со Охридското езеро, рибарите кои со години риболоват и екзистираат од тоа, велат дека државата следно концесијата треба да им ја даде нив, затоа што тие располагаат со ресурси, но и соодветно знаење за управување со езерото. Но без разлика кој да ја добие, не смее повеќе да се дозволи криминал со рибниот фонд, вели Данило Пејаски, рибар од Радожда. Јас мислам дека најдобро е да се дај на рибарите. Значи да се направи тревири во Охридското езеро, рибарите сами да го своите делови да ги користат, колку треба на државата, како што плачал, пример, концесионерот, така ќе плачаме и ми рибарите. Нема да дозволиме, например, да сами ќе си работиме луѓе, ќе има, значи, државата корист од нас и ние ќе си ловиме како што треба. Пејаски раскажува дека досега работеле без никакви услови со големи рестрикции и ограничувања. Ловевме за богатење на концесионерот, додава тој. Ќе направиме здружение на рибари. Ако дозволи владава да имат нова концесија, сега веќе планираме, пошто имаме средства, сами средства рибарите имаме, сами ќе ги сложиме заедно, да понудиме нешто како што треба. Не тој, например, ништо не ни дават. Тој не ни дават ни кајче, ни мрежа, ни пента, ни бензин, ништо. Само ги земат рибите и ништо. А вака ние ќе доставиме све како што треба да биде регуларно. Значи со наши мрежи ќе работиме за групата наша, не за некој да се богати. Министерот Димковски пак вели дека со распишување нов оглас за концесионер нема да се брза, туку идниот период интензивно ќе се работи на зачувување на рибниот фонд во езерото. И ако разумно размислуваме, не би требало да форсираме кога ќе биде она следното, туку да сигурно изборите ќе поминат, бидејќи во овој период не може да распишуваме нови концесии, додека ова што го рековме не изанализираме добро, не се погледне ловностопанската основа, бидејќи таа е основата за издавање на концесијата. За концесијата на Охридското езеро со години се кршат копја. Или го нема, или изборот се испоставува како погрешен. Екологистите постојано алармираат дека таквата ситуација го чини езерото најмногу, а доказ за тоа е се поголемото истребување на пастрмката и белвицата.